Семејството на трагично загинатата Теодора Ристова во отворено писмо до јавноста наведуваат дека очекуваат адекватна реакција од судскиот совет во врска со, како што наведуваат, скандалозната и срамна одлука на судијата од Тетово Елведин Перати. Тој во понеделникот донесе пресуда од 2 години затворска казна за обвинетиот Менсур Пајазити, кој на пешачки премин во Тетово ја прегази 22 годишната Теодора. Имаме сомнеж дека позади оваа пресуда стојат политиката, митото и корупцијата. Ние силно и натаму ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така јавно сакаме да прашаме зошто иницијативи како што е кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а само наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Уште еднаш јавно се заблагодаруваме на јасната и искрена поддршка на премиерот Мицкоски. По објавувањето на пресудата, премиерот Мицкоски рече дека е силно разочаран од намалената казна и го повика судскиот совет да го преиспита работењето на судијата Ферати. По советот веднаш беше формирана работна група која веќе изврши увид во постапката, потврди председателот на ова тело Александар Камбовски. Завршена е работата на работната група, доставена информација до председателот, меѓутоа се уште немав можност да ја прочитам таа информација, и веднаш ќе биде објавена за цела јавност. И предметот ќе биде вратен назад во судот. По оваа изјава на Камбовски, судскиот совет излезе со соопштение во кое се вели: Согласно член 428 од Законот за кривична постапка, ако е изјавена жалба само во корист на обвинетиот, пресудата не смее да се измени на негова штета во однос на правната оцена на делото и на кривичната санкција. Со реакција се јавија и судиите и подружницата на судии на Основниот суд во Тетово, кои застанаа во одбрана на судијата. Во ситуација кога по барање на обвинетиот Врховниот суд ги укинал пресудите и предметот го вратил на првостепениот суд на повторно одлучување, и поради оваа забрана новата пресуда не смее да се измени на штета на обвинетиот ниту во однос на правната квалификација на делото. Судиите на Основниот суд во Тетово постапиле исклучително согласно пропишаните законски норми и поради тоа апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади на судиите. Во понеделникот судијата Ферати го осуди на 2 години затвор возачот Менсур Пајазити, затоа што во август 2022 година со возилото ја усмрти младата Теодора која ја преминуваше улицата на пешачки премин.